агенцијата се грижи за крајните корисници, агенцијата се грижи за пазарот на електронски комуникации и во фокусот и на овај јавен состанок беше анализирано случувањата на пазарот на електронски комуникации во изминатите 6 месеци и превземените активности во однос на подобрување на конкурентната средина во државата и што агенцијата ќе превземе за тоа да го подобри во иднина. Така најактуелно во телекомуникацијскиот бизнис е спојувањето на мобилните оператори VP1. Вие тука најавивте и отварање на можности за влез на нов мобилен оператор. Има ли капацитет Македонија да се соочи со ова? Видете, во минатото имавме две спојувања. Едното беше помеѓу Телеком и T-Mobile, а второто спојување беше меѓу преостанатите два оператори VP1, кој што се реализираше во минатата година. Со тоа на пазарот на мобилни мрежи во Македонија останаа само два оператори. Трендот кој што после спојувањето, кој произлезе од анализата која што ја направи агенцијата, е дека цените на услугите во говор цените се зголемени за 15%, во услугите на интернет 20%. Она што агенцијата сака да го направи и го прави, тоа е да овозможи да обезбеди конкурентна средина за влез на нови виртуелни и мрежни оператори. Нашата задача е да обезбедиме таа погодна средина за инвестиции и за влез на нови оператори. Испративме повеќе од 70 дописи до сите светски реномирани мрежни оператори и виртуелни оператори. Самиот пазар ќе си каже дали има интерес да влезат новите оператори. Наше беше да ги предусловите да ги обезбедиме. Во моментот сметаме дека има добри услови за влез на нови оператори, но понатаму ќе видиме. Значи самата анализа на тие потенцијални оператори ќе покаже дали има интерес тие да реално влезат во пазарот. Вие сте регулаторно тело кое што ги следи состојбите во телекомуникациите. Кажете ми, по кој основ најмногу се жалат граѓани? По статистичките податоци кои ги имаме за првите 6 месеци од оваа година, најмногу жалби, најмногу приговори имаме за мобилните оператори по однос на говорни услуги и во однос на интернет. На трето место се приговорите во однос на кабелските оператори.